Објавени се препораки кои комисијата ги усвои во текот на својата работа во последните 4 години. Тоа се препораки кои се однесуваат и на македонските и на бугарските учебници, односно препораки од македонската страна за бугарските учебници за 5 клас основно образование, вкупно 5 препораки и исто толку бугарски препораки за македонските учебници за 6-то оделение. Тоа се учебници кои го третираат античкиот период. Исто така објавени се и препораките за заедничко чествување на личности од средниот век, односно тоа се светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. Значи тоа се текстови за заедничко чествување кои се идентични и македонската верзија и бугарската верзија и текстови со кои ние препорачуваме до двете влади на одредени годишници или јубилеи да се чествуваат заедно овие историски личности. Усвоени се, значи, во однос на учебниците, како што реков, по 5 препораки. Тоа се препораки за оние места во учебниците по историја каде нашата страна сметаше дека треба да има подобрување во бугарските учебници за одредени теми и исто така бугарската страна сметаше дека треба да имат подобрување во нашите учебници. Веднаш да кажам дека овие препораки се препораки кои одат до владата, кои таа треба да ги усвои и понатаму да продолжи во процесот припишувањето на идните учебници по историја, а вторите кои ќе ги пишуваат наставните единици на кои се однесуваат овие препораки да ги земат во предвид. Се разбира, претходно предстои усвојување на овие препораки од владата, кои не се со задолжително усвојување од страна на владата. Тоа е наша препорака како понатаму ќе се одвива во раците на институциите на системот. Препораките се однесуваат на во однос на некои структурални недоследности во лекциите, потоа на фактографски грешки, на историската географија, односно како се представени одредени реони во географски во учебниците, бидејќи во тие сегменти забележавме најмногу пропусти и во двата образовни системи. Препораките воопшто не допираат до идентитетските прашања, повеќе се посветени на тоа да се избегне митологизацијата на тој антички период во образовниот систем на двете страни и да се избегне перспективата, денешната национална перспектива на современите нации и држави во антиката. И од тој аспект сметаме дека ќе се подобрат учебниците по историја и во двете земји.